дека отпорот расте и дека вие тоа го чувствувате. На кој начин ја чувствувате и ја гледате таа зголемена поддршка меѓу граѓаните и свесноста за, како што велите, отворањето на рудникот? Во што ја мерите? Како се манифестира? Има ли многу нови активисти? Дали се нудат нови чекори во отпорот кој што би требало да го прикажете во последниот период? Како ќе действувате? Значи, самата атмосфера што се ствара околу рудниците и на повикот на нашата страница и на објавите наши, просто се чувствува таа енергија на освестени луѓе кои што сакале да кажат, не, може би биле потиснати, може не научиле доволно за тој период. Просто тоа се чувствува. Ние одиме, разговараме како и секој нормален човек, се среќавате со луѓе. И сите го укажуваат на тоа дека тоа нешто, конкретно за овие опомените за пред тужба, укажуваат дека е тоа нешто неправилно. Луѓе од различни профили. Се организираат по селата млади луѓе кои што ќе сакат да допринесат нешто, се чувствуваат должни кон тоа, затоа што навистина се созреале во некои сфери. Има се повеќе пример беше во Иловица настанот. Тука имаше едни луѓе ми кажа, мене лично луѓе ми кажа дека всушност на било која партија, ни на едните, ни на другите, таква енергија не можело да се на митинг да се создаде. Затоа што тоа е вистинската енергија. Да, во следниот период имаме предвидено неколку герила акции, кои што би на некој начин укажале на тоа што сакаме да го кажеме и пак да добиеме фидбек исто, нели, од народот, од луѓето кои што се навистина заинтересирани. Една од работите кои што сакаме да ги направиме е да извршиме исто така повеќе притисок и кон локалните самоуправи. Тие секој пат застануваат на страна и се вадат на тоа дека државата, владата е таа што мора да го направи. Да, нашите сите заеднички сили, ако се насочени кон, ако имаме проблем како луѓе, ако бараме од владата да се реши тој проблем, а при тоа не остава никакви последици по никој, напротив, тоа е за доброто, тогаш и локалните самоуправи мора да заземат добар дел од тоа да застанат со својот народ и со своите луѓе, затоа што тоа и го ветиле впрочем дека ќе го прават, и да кажат јасно и гласно дека и тие како локални самоуправи не ги поддржуваат таквите развојни проекти на што сакат да не ги упикаат, а всушност е тровење и исцрпување на нашето богатство за безпари, буквално за 2%. Оставите тоа на страна и 100% да е за нас профитот, пак не смее да се дозволи да има рудници од таков коп.